Денешнава изјава е по повод завршувањето на изборниот процес. Пред се би сакал да изразам благодарност, моја лична благодарност, до 400.000 граѓани на Република Македонија кои вчера гласа за кандидатот на опозицијата. Сметам дека станува збор за чин на лична храброст на секој од овие луѓе во вакви услови, во какви не сме биле од падот на комунизмот до денеска, да гласаат за представник на опозицијата. Не само вчера, туку во изминативе 2 месеци, институциите на граѓанска Македонија, за која зборувам со месеци наназад и особено во изборната кампања, беа целосно преземени од власта. Значи, не им служеа на граѓаните, туку служеа исклучиво на врвот на власта. Во Република Македонија, по моје длабоко уверување, вчера и наназад по целиот изборен циклус, ние немавме скандинавски избори. Ние немавме ниту балкански избори, затоа што најголемиот дел од балканските држави одат напред и фаќаат приклучок со највисоките европски и меѓународни стандарди во оваа сфера. Ние имавме вчера и во изминатиот период јужноамерикански избори од типот на оние кои владееја на тој континент во 50-тите години на минатиот век, во некои држави и денеска, значи режими во кој е исклучително тешко било кој поединец, било која индивидуа, било кој граѓанин да ја покаже својата граѓанска волја и да го избере оној кандидат и онаа програма или онаа политичка структура за која сака да гласа. Клиентелистичките политики на власта, не само вчера, туку и во изминативе 2 до 3 месеци, дојдоа до полн израз. Тоа значи голо тргување со гласовите на луѓето. Сакам да направам јасна дистинкција во овој дел. Граѓаните кои се согласија на такво тргување со својот глас не се виновни. Тие, или најголем дел од нив, се втерани во ќош и немаат друга опција. Тие го имаат единствено својот глас и со тоа што се согласуваат на таков вид на изборна трговија, тие доаѓаат до средства за да можат да преживеат некој период по изборниот ден. Оние кои се виновни се оние кои ги продуцираат таквите клиентелистички политики, значи повторно врвот на досегашната власт, која на брутален начин ја гази волјата на граѓаните и оние кои се во најтешка економски социјална положба ги присилува да го дадат гласот за нив, за возврат на некаква мала ситна компензација која ќе им служи по изборниот ден. Ние сме, почитувани присутни, единствен пример во современа Европа, во изминативе децении, каде што партијата на власт од избори на избори добива се повеќе и повеќе гласови на ваков начин, че во демократиите тоа не се случило со децении, барем на нашиот континент, и јасно е дека на вакви избори, на ваков начин организирани и спроведени избори, јасно е дека оваа власт може на било кои следни избори да добива само повеќе и повеќе гласови, додека не дојдеме во една абсурдна ситуација во која буквално сите живи граѓани на оваа земја ќе гласаат за власта и ниту еден граѓанин за опозицијата. Сакам да кажам 2 збора за шпекулациите кои одеа изминативе неколку денови во врска со патриотизмот или наводниот патриотизам и така наречените албански гласови или гласовите на албанците во Македонија. Јас добив неколку десетици илјади гласови на нашите сограѓани албанци и јас сум им благодарен за таа, за тој чин, за таквите гласови. Од почетокот реков дека сакам да ги добијам гласовите на сите, вклучително и на припадниците од различни етнички заедници, и горд сум што е тоа така. Меѓутоа, сакам да кажам дека јас претходно немав направено никаков политички договор. Било кој да ме гласа, значи секој од овие гласови дошол затоа што конкретната индивидуа, односно личност со име и со презиме, сметала дека јас нудам подобар концепт. Меѓутоа, со анализа на изборните резултати, јасно се гледа дека мојот против кандидат
има добиено слична бројка на гласови во албанските средини, односно гласачите албанци. И би било интересно да се спомене или да се каже во контекст на наводниот патриотизам, дали станува збор за претходно направени подземни или надземни договори со некои политички субјекти, или граѓаните албанци кои гласале за Иванов тоа го направиле од лично убедување, сметајќи дека тој е најдобриот кандидат на овие избори. Почитувани, ќе ми дозволите сосема накусо да го прокоментирам однесувањето во изминатиот период на представниците на така наречената меѓународна заедница, особено луѓето кои се акредитирани, кои се присутни во нашиот главен град. Мој впечаток е дека во изминативе месеци, па би рекол и неколку години, меѓународната заедница или дипломатите во Скопје се само пасивни наблюдувачи на ретроградните политички процеси кои се случуваат во Република Македонија. И во тој контекст, сосема легитимно, ако така мислат, така нека постапуваат, меѓутоа во тој контекст би сакал само да им дадам една пријателска сугестија. Од денес па во наредните денови би ги замолил дел од своите ресурси и напори и време да ги насочат кон врвовите на досегашната власт, затоа што таму се наоѓа генераторот на овие ретроградни политички процеси, односно генераторот на кризата која практично ги компрометираше сите државни институции во Република Македонија, а многу помалку кон припадниците на опозицијата, кои во ваков амбиент сосема легитимно решаваат да се дистанцираат од сосема приватизираните или партизирани државни институции. Сакам да упатам една порака до сите граѓани, и оние кои ме гласаа, и оние кои гласа за другиот, и оние кои воопшто не гласаа вчера. Бројот на ваквите, во наводници, на ваквите изборни победи, воопшто не е гаранција дека сте на вистинскиот пат. Можете да победувате колку сакате на вака организирани избори, и тоа не значи дека Македонија оди во позитивна насока. Тоа не значи дека Македонија станува подемократска земја. Јас лично останувам и понатаму активно ангажиран на страната на опозицијата, за да го бранам концептот во кој длабоко верувам и за кој сум сигурен дека е единствениот излез од оваа темнина во која се наоѓаме. Тоа е концептот кој го бранев не само во оваа изборна кампања, туку од кога знам за себе си. И додека дишам, додека живеам, додека сум активен на политичката сцена, имам намера да го бранам без остаток. Тоа е концептот на слободна Македонија. И благодарам. Повелете ако има прашања, ако не, има повед. Да кажем за, ако може по-конкретно за меѓународната заедница. Дали ова значи дека меѓународните странци во амбасадори, дали знаете зашто се неми наблюдувачи? Дали е тоа нешто договор за името, дали е по-конкретно да кажете? Јас не го знам одговорот, јас само ви кажувам кои се впечатоците од средбите кои јас ги имав со нив. Че ги имав редовно во изминатиот период и не само во изминатиот 2 месеци. Јас не знам дали станува збор за немање на инструкции од нивните централи, дали станува збор за лични карактеристики на некој од нив, но само ви кажувам дека индикативно е што се многу почесто присутни после вакви изборни колапси, да ги наречам, во штабовите на опозицијата, а не онаму каде што се продуцираат проблемите. Зошто е тоа така? И по број на средби, по должина на средби, и кој ви доаѓа, на кое ниво ви доаѓа, зошто е тоа така, ќе ги прашате, нив тие го знаат одговорот. Јас само велам, легитимно е нивното однесување, можете и воопшто да не бараат за средби. Инаку јас самиот лично имам закажано неколку средби со дел од нив во наредниве 2 до 3 дена. Меѓутоа, не би било лошо, во тоа беше мојата пријателска сугестија, не би било лошо дел од тие ресурси од своето скапоцено време да го потрошат и во илинденска безброј, затоа што сите знаеме каде е коренот на проблемите во Република Македонија. Дали вие знаете резултатите изборниот процес за председателски избори? Што е прашање? Или ги
Ви имате 400.000 опозиции, дали ги признавате резултатите за председател или останувате? Целосно останувам зад квалификациите за изборниот процес кој вчера ги соопшти председателот на СДСМ Зоран Заев и тврдам дека да беше изборниот амбиент полунормален или полудемократски, ние ќе имавме разлика од најмногу 100 до 150.000 гласови во наша корист.